Го искоментиравте Фуере и Груевски. Фуере го демантираше Груевски, но и Груевски го демантираше Фуере. Но добро, да кажеме дека на вистина 2/3 од разговорот Груевски-Папандреу бил посветен на идентитетот. Што треба да направи Груевски? Од што треба да се откаже? Какви отстапки треба да направи? За да биде тргнато од маса тоа прашање. Прво треба да преговара. Второ, во тие преговори треба да влезе со јасно сознание кој е нашиот најголем приоритет. Речеме, грчката страна дефинира својата црвена линија, постојано повторува дека е тоа сложено име со географска одредница за целосна меѓународна употреба. Од она што многу пати и од многу луѓе, од многу политички субјекти се повторува Македонија, може да се заклучи дека нашиот највисок приоритет е зачувување на македонскиот национален идентитет. Или уште поедноставно кажано, именувањето на јазикот да биде македонски, именувањето на народот да биде македонски. Да. Тоа треба го соопшти на маса. Тоа може да го соопшти ако има навистина преговори. Да каже, грчката страна каже што е најважното прашање, еве го нашето најважно прашање од кое што нема отстапување. Ајде да почнеме да преговараме. За жал, од Букурешт навамо, а тогаш веќе се знаеше дека без решавање овој спор нема НАТО членство за нас, нема преговори со Европската унија, тоа се 18 месеци. Еве да се вратиме понапред во минатото од 14 октомври, кога Европската комисија ја даде препораката до Советот на министри за почеток на преговорите. Од тогаш има месец и пол, ние не видовме никаква иницијатива од наша страна да се влезе во процес кој што дава шанси да се дојде до решение. Добро, зошто Папандреу му даде на Груевски 1 година? Зошто Папандреу му даден 1 година, а Солана и Рен велат во писмото, ако шансата не се искористи, не можеме да бидеме сигурни кога или како процесот ќе се врати на агендата. Таа порака, упатена од двајцата најповикани во Европската комисија за процесот на проширување, значи Солана и Рен, треба многу сериозно да ја сватиме. И тоа беше и причината зашто во неколку наврати и јас и ние во името на Социјалдемократскиот сојуз предупредувавме дека можеби ова не е најголемата шанса, туку можеби и последната шанса во еден подолг временски период да направиме исчекор во евроатлантските интеграции. Но зашто Папандреу дава година? Затоа што не му се брза? На Папандреу не му се брза. Грција ништо не губи ако оваа статус-кво ситуација продолжи понатаму. Губи можеби дел од својот меѓународен кредибилитет, бидејќи како членка на Европската унија, како членка на НАТО алијансата, едноставно го користи правото на вето или го попречува процесот на проширување за една членка. Меѓутоа, вистинскиот губитник од одлагањето на овој процес е Република Македонија. Што добиваме ние со одлагањето? Колку време треба да чекаме? Ке чекаме ли некоја нова грчка влада? Се сменија владите. Во Грција видовме дека по тоа прашање има ти став. Ке чекаме се промени начинот на одлучување во НАТО алијансата или во Европската унија? Тоа нема никогаш да се случи. Ајде да видиме вашата улога. Вашата средба со Ахмети беше доказ дека функционирате одлично. Добро би било ли Дуи да излезе од владата, со некое ново парламентарно мнозинство да се направи влада и да се дојде до решение? Ако Груевски не може да дојде? Јас не верувам во било која опција која предпоставува ново парламентарно мнозинство во собранието на Република Македонија. Бројките се јасни. Груевски сам со својата политичка партија и со своите коалициони партнери без Дуи има апсолутно мнозинство во собранието. Но може да се прилеат во таа некоја нова влада. Други пратеници. Со овој состав на собранието, дури и со прелевање на 4 или 5 пратеници, со таа моќ која што и понатаму во парламентот ќе има ВМРО-ДПМН како најбројната политичка партија. Нема комбинација или нема структура што може на себе да го преземе решавањето на ова прашање. Груевски е во ситуација да мора да направи избор помеѓу иднината на земјата и иднината на својата политичка кариера. Ако тврди на вистина дека е најголемиот патриот, нека ја донесе вистинската одлука. Нека покаже дека иднината на Македонија му е поважна отколку неговиот рейтинг и неговата политичка кариера. Значи нема политичка опција во парламентот. Според мене тоа е невозможна мисија и едноставно таму или во тој правец не треба да се бара решението. Добро. Нова преодна влада има различни варијанти опции да ги разгледаме, например начело со Керим. Што значи нова преодна влада
која што нема свое мнозинство. Значи, повторно одлуката, не само за изборот на влада, туку и за одлуките кои што таа Но влада ќе ќе се ги носи. создаде, ќе се креира тоа мнозинство, да не. Зошто отфрлате Значи, таква можност? отфрлам бидејќи тоа е единствено можно, тоа е единствено можно ако Груевски дел од своите пратеници ги инструира да предат на некоја друга страна, за да се направи некаква преодна или експертска влада која што ќе го решава ова прашање, а тој понатаму ја владее ситуацијата, само за да ја симне одговорноста од себе. Може и така. Тоа е чиста, Зошто да не? Тоа е чиста перверзија. Тоа е чиста перверзија. Но или- Не да. може да сакате да владеете со земјата, а одговорноста да му ја пуштите на некој друг. Но ако е невозможно да се реши, може би другите можат подобро да решат. Добро. Дали е можно, дали е добро странците да ги седнат двете страни? Македонската и грчката и она како што беше подпишан на рамковниот. Да се реши А име. странците цело време ги седнуваат двете страни. Предпоставам дека мислите за нешто друго, а тоа е да не бидат некакви периодични средби од време на време кои што повеќе